Штипскиот филолошки факултет денеска свечено им ги додели наградите на учесниците од конкурсот за најдобар цртеж и есеј, насловен јазикот и неговата комуникацијска моќ. Деканката на филолошкиот факултет Драгана Кузмановска вели дека настанот е дел од одбележувањата на 10 годишнината од постоењето на факултетот. Интересот за овој конкурс беше голем. Имаме многу учесници, им благодариме на сите што зедоа активно учество на овој конкурс и се надеваме дека оваа традиција и понатаму ќе продолжи. Ова е доказ дека филолошкиот факултет го негува својот мајчин јазик. Раководителот на катедрата за македонски јазик и книжевност на филолошкиот факултет Виолета Димова забележа дека идејата за конкурсот насловен јазикот и неговата комуникацијска моќ ја дале нејзините млади колеги, а на овој начин тие го промовираат мајчиниот јазик, но исто така и факултетот пред идните студенти. Прашана колку младите знаат правилно да го говорат мајчиниот јазик, но и да пишуваат, Димова смета дека изучувањето на македонскиот јазик во последните години е на некое пониско ниво. Не знам зошто е тоа така, веројатно заради мислата или идејата дека мајчиниот јазик си го знаат по инерција и си го зборуваат, си го говорат. Меѓутоа радува па фактот дека и тие што се малкуте што се запишуваат на катедрата за македонски јазик и книжевност се трудат да и сваќаат дека всушност изучувањето на мајчиниот јазик, како што јас умеам да им кажувам често, е сличен на изучувањето на странскиот јазик, бидејќи граматиката, колку и да мислиме дека го знаеме мајчиниот јазик, сепак треба да се учи школски. Пристигнати се 139 есеи за македонски, околу 40 за англиски и 30 за останатите странски јазици. На свеченоста присуствуваа средношколци од Штип и од други градови во земјава.